Во продолжение, Сузана Апостолова заедно со незината соговорничка. Добро ви утро. Добро утро, Симона. Под третпат, надвор, на отворено, под дожд, односно под чадор. Со Дора имавме само еден чадор, па еве ќе се снајдеме двете. И да, убаво ја најави темата. Оценките се само бројки, како до вистинско знаење. Разговарам на оваа тема со мојата гостинка Дора Попова, узуровски психолог. Добро утро на овој убав врнежлив ден. Добро утро, Сузе. Фала што ма покани, вака што завршиме под еден чадор на крај. Но ќе направиме убав разговор и ќе дадем убави одговори на темата. А кога велиме оценките се само бројки, што всушност значи тоа? Дали денеска децата учат за знаење или за оценки? Значи, нашиот систем образовен е така подесен уште пред многу години, значи уште пред 30, 40, 50, значи не знам колку многу. И дали денеска учат само за бројките, значи не е тоа од денеска. Значи, тоа потекнува многу години уназад, меѓутоа нели пак така е направен образовниот систем. Оценките имаат функција да го измерат на некој начин знаењето. Меѓутоа, еден од проблемите е тоа што често пати учениците знаењето го продуцираат само, значи односно се учи на памет. Децата учат на некој начин на памет и ја раскажуваат лекцијата. Меѓутоа, за жал, во нашиот образовен систем многу малку можеме да видиме каде може да се примени тоа знаење. Значи, учениците им недостасува практично знаење и многу важен момент е тоа не само практичното знаење, туку мислам дека децата не учат животни вештини. Значи, во нашиот образовен систем недостасуваат животните вештини, а сме преполни со некој материјал кој што можеби никогаш нигде нема да се најде. Да, и некако ми се наметнува прашањето како родителите, наставниците и децата ги доживуваат оценките како мерка, како успех или како притисок. Тоа се три различни варијанти кои што имаат различна можност на гледање. Така е, мислам дека родителите на нив некако им е важно да се одржи некоја слика за детето. Значи во нивната слика детето да биде представено некако нели како примерно дете кое што учи, еве дете со сите петки и така натаму, меѓутоа дека во суштина ги забораваат и самите родители животните вештини. Така децата на крај стануваат деца со сите петки, меѓутоа ќе видите дека тоа дете не знае креветот да си го намести, не знае ништо да сготви, можеби не знае вакво се уште помалите деца сами да се облечат во прво, второ, трето деление, меѓутоа се форсира моментот на интелектуалното знаење кое што е само полнење со у голема мера можеби непотребни информации и во суштина децата не се развиваат нели за тоа што значи реалност. Децата не развиваат реалноста во нивниот живот и потоа, кога ќе пораснат, како во повозрастните години, се соочуваат со проблеми кога подоцна ќе почнат нели да го осознаваат сето тоа. И можеби клучното прашање е како оценките влијаат на детската самодоверба и на детската мотивација? Кај секое дете мислам дека тоа е различно и на крај нели пак зависи од притисокот што го чувствува од родителот или од наставникот. Кај некои деца многу може да влијае, а некои деца да имаат чувство дека не можат баш се да научат. Дека не можат баш се да научат за таа оценка, за тоа знаење, меѓутоа нели важна е и флексибилноста на наставникот. Што наставникот така е. Значи што наставникот цени дека детето треба да знае, да уме, за да ја добие таа соодветна, не знам, висока оценка, 4 или 5. Така. Кога детето добива пониска оценка, што е најважно да слушне од родителот? Затоа што таа релација родител-дете е многу важна и споменавме дека понекогаш родителите многу повеќе се грижат за оценките отколку за вистинското знаење. Значи, секогаш е најважно кога не може детето да научи, кога не може да совлада одреден материјал, да го најдеме вистинскиот начин на учење. За некои деца тоа е, например, само да чита лекцијата неколку пати без да пробува да ја запамти. За некои други деца е подвлекување на најважното. За некои трети деца што имаат, например, хиперактивност, например, може да читаат 15 минути, па 15 минути да се дадат на нивните дистракции, па повторно да се вратат нели на учењето. Многу е важно да се најде правиот начин на учење кој што не е ист за секое дете и да го разбереме, да разбереме природата на детето и што му е потребно за да може да совлада и да научи. На почетокот малку споменавте, повторно ќе ве прашам колку системот на оценување во денешното образование кај нас ја одразува реалната способност и знаењето на учениците и дали може да направи, што може всушност да се направи наставникот да ја намали тензијата околу оценките и да
најважно од се да поттикне љубопитност кај децата пред се за материјалот што се предава и што треба да се учи. Така е, значи денеска имаме една дискрепанца помеѓу образовниот систем се уште како се одвива и технологијата. Значи денеска децата клучни информации може да дознаат на различни начини. Имаме вештачката интелигенција, го имаме интернетот или како без многу напор да дојде до информации. Така, значи не им треба на децата денеска многу да се помачат за да дојдат до некоја информација. Информациите се достапни и затоа од друга страна намалено е вниманието кај учениците. Значи денеска децата многу малку можат да издржат цел час од 45 минути. Причината за тоа што им е досадно, значи не е како да кажам соодветен се уште системот назад како пред 50 години како да касниме, а денеска технологијата веќе како 100 години понапред. Значи таква дискрепанца има. Едноставно не е можно да се одржи сето тоа на таков начин традиционален како што било порано и тука е многу важно да се промени тој образовен систем, значи да постои една комбинација од тоа како ќе ја користиме вештачката интелигенција значи да им се најде на децата пред се и повеќе образовниот систем да биде насочен на животните вештини, а не толку на стекнувањето информации, бидејќи како што рековме до информациите лесно ќе дојдеме, но важни ни се животните вештини. Убаво споменавте дека општеството пред се образованието треба да се ориентира кон да се преориентира од оценките кон вештини и компетенции и би сакала некаде кон крајот на разговорот да ве прашам што би им порачале на децата, на денешните ученици кои што се плашат од лоши оценки под наводници ќе кажам, а исто така и порака до родителите кои премногу се грижат за тоа. Значи не би им искрено пратила посебна порака на децата, бидејќи на крајот децата нели значи се под влијанието на возрастните. На возрастните, да. Повеќе би им упатила значи можеби порака и на родителите и на наставниците. Значи точно е дека наставникот е на еден начин замена на родителот, нели, кога детето влегува во школото и ја има таа функција да го спреми за животот понатаму. Меѓутоа, ако навистина наставниците сакаат да испремат децата за живот, да обрнат повеќе внимание на животните вештини. Значи, тоа е многу важно да научиме како да се справуваме со животот, него ли само на информациите и да знаеме како да го искомбинираме тој училишен материјал, да им биде на децата во функција на животот, а на родителите тоа што повеќе би им го упатила како една порака е истата. Значи повеќе да научиме да цениме автентичноста на детето. И ако некое дете на пример го бива за одредена вештина, на пример спорт, музика или уметност, често пати родителите ја потценуваат таа вештина и се со идејата дека тоа можеби нема да донесе во иднина доволно приходи на детето и дека подобро да одбере некоја сигурна конвенционална Но може да му ја зајакне самодовербата. И така е, значи и на крајот самодовербата детето станува неавтентична личност. Значи многу е важно да биде детето автентично и да порасне во таа автентична личност, да се следат неговите потенцијали, таленти или што и да ги има и да развие, нели, да се развие во својата најдобра верзија. Дора, ти благодарам многу за гостувањето. Следниот наш разговор да биде во еден убав сончев ден и бидејќи Дора не упати апел до порака до учениците, јас ќе упатам до сите ученици, сите деца кои што се во школските клупи и се во текот на нивното образование. Учете за да научите, во смисол учете за да стекнете знаење кои што ќе ве збогати, ќе ве направи посигурни личности кои што сигурно и смело ќе чекорат кон животните предизвици, а на тој начин ќе имате и поголема самодоверба, затоа што знаењето е тоа што ве прави сигурни луѓе, а не оценките. Симона?